50 изданија, 3200 инклузивни страници, 150 вредни продавачи низ улиците на 8 градови во земјава, 250.000 испечатени примероци и огромен број на соработници и поддржувачи. Ваква статистика регистрира списанието за одржлив развој лице в лице на својот 10-ти роден ден. Јубилејното 50-то издание на списанието се фокусира на темата создавање услови за инклузивни работни места. За мисијата на лице в лице како улично списание кое го промовира моделот на социјално предприемништво и кое придонесува за подобра иднина на маргинализираните групи, ова утро разговараме со Маја Раванска, одговорна уредничка. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, Никола, добро утро до гледачите на Македонија на утро. Благодарам за тоа што позитивно одговоривте на нашата покана. Најпрвен честитки за 10 годишниот роден ден на списанието Лице в лице. 10 години по основањето. Какво е чувството кога ќе ги погледнете сите овие сумирани резултати и статистики? Се движите ли во вистинската насока? Ако насоката е одржлив развој и поеднакво и поинклузивно општество, мислам дека сме дефинитивно на вистинскиот пат. Она што особено не радува како тим на Лице в лице е што граѓаните веќе знаат зашто се залагаме и сакаат да се дел од оваа приказна. Некако мисијата на Лице в лице се прошири во таа мера што веќе не е табу да зборуваме за работен ангажман на луѓе кои што немале соодветни услови за тоа. Со каква цел и мисија тргна тимот на Лице в лице во оваа приказна пред 10 години? Пред 10 години ние сакавме да понудиме нови медиумски содржини кои што ги немаше на тогашниот медиумски пазар и пред се идејата ни беше да понудиме содржини кои што ќе нудат решенија, кои што ќе нудат иновативни решенија, одлуки кои ќе не водат кон еден поинаков пат за соодветно третирање на сите луѓе подеднакво. Еднаквоста и праведноста, значи ни беше принцип уште од тогаш. И потоа кога го презедовме моделот на улично списание, значи на уличен печат, а тоа е да ангажира ранливи сограѓани како продавачи на списанието и да ги пушта директно на терен да го продаваат производот кој што тогаш беше непознат, се наидовме на неколку предизвици. Еден од тие предизвици е недоволната подготвеност, недоволните алатки и модалитети за работен ангажман, односно за работна интеграција на ранливи лица. И тука настана низа прилагодувања кои што ги направи Лице в лице, низа иновации кои што потоа ги спроведовме и еве ден денес да имаме на цела програма која што е наричана социјално менторство како паблик, како организација која што го спроведува се тоа секако со партнерите Германско друштво за интернационална соработка и од неодамна UN Women, кои што заедно со нас ја туркаме, да кажем, оваа голема програма која што веруваме дека е одговор на сите предизвици на пазарот на трудот. Кога веќе ги споменавте предизвиците, погледнато од денешен аспект, тежок ли беше патот до она што денес представува списанието Лице в лице? Не би рекла тежок, би рекла интересен, непредвидлив. Се што е непредвидливо, ако не си подготвен да влезеш во нешто непредвидливо, нормално дека ќе го прифатиш како тежина. Меѓутоа ние не го прифативме како нешто тешко и сега дека ние тука мора да се бориме, туку влеговме со ентузијазам и со желба навистина да промениме нешто. И добро е што луѓето ја видоа искреноста и сака да се дел од една таква искрена приказна која што носи добро за сите нас. Колку ова списание за одржлив развој успеа да стане препознатлив белег на македонското општество, успеа ли да ја стекне довербата на читателите, но и на граѓаните генерално? Забележуваме тренд дека се помалку се чита, дури и младите, се помалку се читаат содржини какви што пласира Лице в лице. Зборувам за малку така подлабоки теми кои што ќе те натераат да размислуваш, кои што ќе те натераат да делуваш, не само да навиката да скроламе и да ни прелетуваат илјадници информации, туку на една суштина која што би требало нешто да ни донесе, да не промени, да ги промени нашите навики, нашите однесувања, да делува во заедницата, така. Од тој аспект, навистина многу има придонесено Лице в лице. Навистина сме благодарни на читателите и на таа огромна група заедница, ние ја викаме на луѓе, меѓу кои сте и вие, бидејќи постојано не поддржувате во овие напори, и медиумски. И секако дека таа приказна продолжува и верувам дека
ќе можеме да ја спроведуваме и понатаму. Да, и веруваме дека заедницата, како што велите, на лице в лице ќе расти во годините пред нас. Лице в лице стана препознатливо во земјава со тоа што продавачи на списанието се представници од најранливите групи во македонското општество. За оние кои што не се запознаени, би сакал во овој момент да ги потсетиме малку на кој принцип функционира всушност реализацијата, но и продажбата на самото списание. Така. Ќе почнам од продажбата, бидејќи тоа е највидливиот дел и најважниот за граѓаните. Тоа е дека нашиот тим работи со ранливи сограѓани кои што немале можности најчесто ниту за образование, меѓутоа немале можности ниту за работен ангажман и често биле оставени на страна сами да се снаоѓаат како знаат и умеат, без работни навики, значи без основни навики кои што се однесуваат на да дојдеш на работа на време и да очекуваш за тоа да бидеш платен. Значи, заедно со нашите партнерски организации кои што работат во повеќе градови во земјава, ги обучуваме, односно им даваме тренинг за тоа, да може да го продаваат. Списанието чини половина од продажната сума на списанието е за продавачот, а 100 денари е еден примерок. Има и годишна предплата и работата е дека директно 50 денари е директно за продавачите. Останатиот дел ние не го земаме како профит за да се подели помеѓу нас, меѓутоа туку го вложуваме во инклузивни практики кои што опфаќаат и социјално менторство, опфаќаат понатамошен печатење и продукција на број и така натаму. Инаку списанието го креира заедницата на лице в лице. Има тим уредници, секако има тим кој што работи на дизајн, на прелом и така натаму, меѓутоа оние кои што пишуваат, нас не стигнуваат многу често прашања во нашите мејл сондачиња, кои што викаат, јас сакам да зборувам за темата одржлив развој од овој аспект или од оној, и се почесто добиваме такви содржини од стручни луѓе кои што многу работи знаат, нашле многу решенија и кои што им треба соодветна видливост. Како реагираат денес луѓето на продавачите на лице в лице на улица? Успеавме ли да изградиме како општество еден поинаков однос токму кон ранливата категорија граѓани во нашето општество? Верувам дека лице в лице многу придонело во таа промена. Ние и дури некои работи имаме мерено во тој поглед, меѓутоа се уште е потребно да се променуваат навиките и односот кон другиот. Се уште не сме доволно отворени да ги прифатиме различностите. Се уште зборуваме за некакви малограѓански навики кои што не би требало да ни се случуваат во 21. век. Добра приказна е лице в лице секако и таа искрено што ја имаат и продавачите кога го продаваат, радоста кога ќе им се направи муабет, не мора да им се купи секогаш списание, меѓутоа вниманието кое што го дава читателот, кое што ќе им го посвети публиката, е доволно за да име денот поубав. Ајде сега за оно што е централна тема на денешниот разговор. Неодамна излезе јубилејното 50-то издание на списанието Лице в лице. Која е централната тема во најновиот број на списанието? Така, централната тема е создавање услови за инклузивни работни места, нешто што го спомнавме, малку го начнавме на почетокот на разговорот, дека во земјава ние кога почнавме со Лице в лице, но идовме на една препрека која што се однесуваше на подготовка за пазар на труд за ранливи луѓе. Од почеток ги правевме сите работи, Паблик, организацијата која што го иновираше овој модел на социјално менторство, многу повеќе има експертиза во тоа како да понуди методологија и алатки за да можат овие луѓе да се подготват соодветно на пазар на труд. Поддршката е потребна секако. Од друга страна, видовме дека и на компаниите има потребно вакво нешто, бидејќи и тие се кубурат со кадар, се повеќе има недостаток од работна сила, не само стручни луѓе, не само искусни луѓе, туку и општа работна сила која што потенцијалот е тука. Имаме огромен број на невработени луѓе кои што немаат доволно поддршка која што требало системот да им ја даде за да можат да работат и да заработуваат и да предонесуваат, да не се натоварна државата. Сето тоа кога ќе се спои, се доаѓа до една иновација, социјална иновација која што веруваме навистина дека е на пат
да ги решава и да ги освестува овие работи кај бизнисите, кај компаниите, нели секако кај граѓанското општество, кај институциите на државата, бидејќи тоа е еден систем кој што мора да функционира заеднички. Да, дефинитивно кај сите сегменти на општеството. Велите промената се крие токму во малите чекори, мали но храбри и сигурни чекори кон создавање на една инклузивна работна средина, но и поодржливо општество. Тежок ли е патот до остварување на овие цели? Ако работиме сите заедно, координирано и мултисекторски, верувам дека може да има само решенија. Дури и тешките препреки дека можеме да ги надминуваме, не на начин како што сакам, например, јас или сеедно било кој, туку да наоѓаме заеднички решенија. Во тоа е клучот на ваквите горливи големи предизвици. Да се најде заедничкото решение кое што е добро за сите, не само за поединец. Така. Списанието за одржлив развој, кој веќе 10 години промовира социјално предприемништво и јубилејниот број го посвети всушност на создавање на инклузивни работни места, како и на предпријатијата кои што се пак двигатели на промените. Зошто вреди да се инвестира токму во инклузивни работни места и во еден инклузивен пазар на труд? Затоа што во оба општество постоиме сите, не постојат само оние кои што се најспремни, најдобри или најобразувани, туку постојат и луѓе кои што ги немале тие можности, а чисто потенцијал, соодветно изграден, соодветно насочен, може и такако да придонесува. Не само нели за самите работници, туку и такако за работодавачите. Многу пријатно се изненадивме што се повеќе наоѓаме на бизниси кои што веруваат дека да, и нивната улога е да придонесуваат кон инклузивни работни места, бидејќи тоа е дел од иднината на работата. Не може да градиш еден систем вклучувајќи ги само најдобрите. Тогаш градиш цел еден друг систем паралелен со многу поголем обем кој што останува практично неупотребен и останува на товар на овие демек најдобрите. Затоа што на овие другиве не се им дал доволно поддршка за да бидат еднакви. Таа еднаквост и праведност како принцип е многу важна. Очигледно е дека земјава се соочува со миграција на работната сила кон западните земји. Сега во едни такви услови, колку компаниите се подготвени да покажат дека се инклузивни и отворени за сите категории на граѓани? Се случува ли тоа во последниве години? Што вели вашето искуство? Се случува, да, и баш тоа ни е многу драго дека се случува. Навистина не се премногу такви бизниси компании, нели? Не се премногу, меѓутоа гледаме дека кога ќе дадат можност да се објасни концептот и кога ќе го испробаат, гледаат дека добиваат не само вработен, кој што ќе се интегрираат, секако ќе се прилагодува на работната позиција, туку дека и тие треба да прилагодат некој дел од работењето, од процесите на работа на тој поединец. На сите нас ни треба поинаков тип на поддршка, сите ние имаме различен период на продуктивни и непродуктивни периоди, и тука зборуваме и за специфичности, некои кои што, например, ги имаат на самохраните родители, например. Може би не секогаш може да дојдат во 8 часот на работа. Тоа се многу едноставни прилагодувања кои што со мали поместувања во процесите, во бизнисите, може да се направат големи добри аспекти. На кој начин самата програма на социјално менторство може да им помогне на лицата од ранливите категории полесно да бидат вклучени во сите оние општествени текови? Програмата многу им помага, бидејќи со нив, со ранливите луѓе работи социјален ментор, кој што е буквално мостот помеѓу ранливото лице и пазарот на труд. Социјалниот ментор е како една, јас ги викам добра вила, бидејќи во последен период имаме најмногу се и жени социјални менторки, кои што буквално им го посочуваат патот, не го одат за нив, туку им посочуваат, им ги даваат можностите, им кажуваат кои предизвици ги чекаат на тие можности, меѓутоа и ги хранат, ги јакнат луѓето да знаат дека навистина тоа може да го направат. Се фокусира на потенцијалите и на капацитетите на поединците. И многу е индивидуална работата, а од друга страна ги имаме и професионалните ментори, кои што се лица од компаниите, кои што па треба во компанијата да направат соодветна инклузивна средина за да може и практики, за да може едно ранливо лице да соодветно да биде да ги покаже своите капацитети на одредено работно место. Кога веќе го споменавте професионалното менторство, колков е бројот на предпријатија во земјава кои што го применуваат истото?
Во моментов не се повеќе од 10, од прилика, бидејќи толку вработување има во последниот период. Тоа се компании кои што дел од нив се големи, меѓутоа имаме и помали компании, приватни бизниси, кои што покажале интерес да се случува ова. Меѓутоа не се само тие, бидејќи ние во континуитет паблик работи со преку социјалното менторство, работи со освестување на бизнисите за овој сегмент. Со вашето делување потикнувате отворање на бизниси во земјава, токму за создавање на инклузивна работна средина, бизниси кои што се свртени кон вработените и кон животната средина, освен кон профитот. Можно ли е сето ова да се реализира во пракса, оваа цел и кај нас? Лице в лице многу долг период зборува за тоа дека бизнисот не може да биде свртен само кон профитот. Тоа не води никаде. Тоа не води само кон големи стомаци и уште поголеми проблеми на ридишта од проблеми и во општествена и во социјална смисла. Зборува за тоа дека бизнисот доколку не вложува во заедницата, во луѓето кои што работат таму, тоа не е бизнис кој што треба да го почитувам, не е компанија од каде што јас треба да купувам како поединец ако сум доволно освестен, не е ентитет кој што би требало ја да го поддржам да ги дадам моите пари таму, кој што сум ги заработил. Со самото тоа што ние одбираме какви производи ќе купуваме, од кого, од каде, одбираме и даваме и став за тоа дали ќе купуваме како консументи или ќе купуваме како одговорни граѓани. Годинава одбележувате јубилејна. Споменавме на почетокот 10 годишнина од основањето на платформата за одржлив развој лице в лице. Освен со јубилејниот 50 број на списанието, на кој начин лице в лице ќе го обележи овој значаен јубилеј за вас? Да, во овој момент не би сакала премногу да откриам, меѓутоа еве низа активности имаме низ годинава. Прво беа добрите картички кои што ги пуштивме во продажба на почетокот на годинава, кои што ги сработивме заедно со Ружица Мандичевска, тоа е наша дизајнерка која што работи и живее во Лондон. Во моментов имавме летова акција на лице в лице и сега подготвуваме еден настан кој што треба да се случи есенва и веруваме дека ќе направиме навистина убаво пријатно изненадување за да можеме заеднички да ги прославиме овие 10 години на општествена промена. Задоволни ли сте од постигнато во изминативе 10 години? Паралелно со лице в лице, растеше ли бројот на пријатели, поддржувачи, сојузници кои што низ годиниве наназад се приклучија токму на мисијата за креирање на едно инклузивно и праведно општество? Да, морам да кажам дека сме задоволни, бидејќи 10 години да успее еден некомерцијален производ на пазарот, да успее да промени навики, не само кај тимот кој што е директно вклучен, туку и кај една така заедница на луѓе кои што се повеќе се реплицира од еден на друг, бидејќи се препознава нели идејата и секој сака да биде дел од нешто вакво. Меѓутоа уште позадоволни сме кога ќе ги видиме продавачите кои што на почетокот на кога сме почнале пред 10 години сега имаат тотално поинакви животи. Работат на соодветни работни места, да, имаат семејства кои што тие се грижат за семејствата, не се натовар на државата. Значи, тие промени се навистина многу значајни. Каде може да се набави најновиот број на лице в лице за сите оние кои што ги интересира? Секако дека првично кај продавачите, имаме продажба освен во Скопје, имаме продажба во Струга, стружаните порака нова се активни и во Охрид, така што секој викенд Игор е и во Охрид, меѓутоа имаме продажба и во Битола, на Широксокак е Мубија, во Неготино ќе ги најдете нашите пријатели од Порака Неготино и Порака Волково, во Куманово исто така, значи го има на повеќе градови кај продавачите, на најфреквентните места во градовите и секако имаме онлайн продажба која што има повеќе опции. И сосема накусо на крајот на денешниот разговор, каква е визијата на платформата за одржлив развој лице в лице за наредните 10 години? Во какво општество посакувате да живеат граѓаните на Македонија? Многу поеднакво од ова кое што го живееме сега и верувам дека навистина сите можеме да придонесуваме.
и треба да придонесуваме. Кратко и јасно, пораката е пренесена. Маја, благодарам за денешното гостување. Уште еднаш честитки по повод 50-тиот јубилеен број на списанието Лице в лице, секако 10 годишнината од постоењето на платформата за одржлив развој Лице в лице. Остануваме ваши верни пријатели, но и секако партнери на патот кон исполнување на заедничката мисија. Тоа е праведно и еднакво инклузивно општество за сите, во кое што секој граѓанин ќе има право на еднакви можности. Благодарност.